почитуван подпредседател на Европската инвестицијска банка, господин Макдауел, почитуван колега министер за економија Крешник Бектеши, почитуван директор на Македонската банка за поддршка на развојот господин Мартиновски, почитувани представници на ЕИП, исто така и на МБПР, и секако почитувани представници на медиумите. Денес подпишавме договор кој е особено важен за македонската економија. На малите и средни предпријатија им се ставаат на располагање 100 милиони евра за нови проекти и за отварање на нови работни места. Со нив се подобрува ликвидноста во стопанството и се поддржува извозот. Секако, значи, тоа не е тајна дека малите и средните предпријатија се еден столб на нашата економија. Тие представуваат над 99% од вкупниот број на предпријатија, а учествуваат со 55% во создавањето на додадена вредност во бруто домашниот производ. Исто така креираат 75% од бројот на работни места. Малите и средни предпријатија секако за да обстојат на пазарот, а потоа и да се развиваат, потребен им е капитал. За жал, тие се понекогаш и во понеповолна положба од големите предпријатија и неслучајно се обезбедуваат овие средства да се помогнат да се надмине ова ограничување за малите и средни предпријатија. Секако дека ова ликвидносна инекција, овој свеж капитал ќе ја подобри ликвидноста, а со тоа ќе ги поддржи и ќе ги стимулира инвестициите и создавањето на нова вредност кај малите и средни предпријатија. Јас морам да кажам дека кредитната линија на ЕИБ не е единствениот чекор кој што владата го превзема за јакнењето на овој столб на економијата. Во овогодишниот буџет се издвоени 1,1 милиарда денари за поддршка на инвестиции, како рекордна сума до сега, кои што најголем дел се насочени кон малите и средни предпријатија. Исто така има дополнителни скоро уште 1 милиарда денари за активни мерки за вработување. Нешто што исто така многу важно е дека зголемувањето на ликвидноста во фирмите се одвива и преку навремениот и неселективен поврат на ДДВ. Само од почетокот на годинава извршен поврат од 15,4 милиарди денари или околу 250 милиони евра. Врз основа на сетова би сакал да истакнам дека 100 милиони евра се само дел од поголемиот план за поддршка на малите и средни предпријатија кои што ние го превземаме. На крајот јас морам и апсолутно би сакал, ми представува задоволство да се заблагодарам и на поддршката и на партнерскиот однос од страна на Европската инвестицијска банка. За нас е многу важно како Министерство за финансии, што еве изборувавме во иднина и да се зголемува присутноста на ЕИБ и во поддршка не само на секторот на мали и средни предпријатија, туку и за многу поголема поддршка во реалниот сектор. Тоа ќе биде добро за македонската економија. Зборувавме за важни инвестициски нови проекти за водоводи, прочистителна станица во Скопје, потоа интерконекција на газ со Грција, како и за можности за поддршка во израдба на железнички пруги. Исто така, јас би сакал да им посакам успех пред се на МБПР, на директорот, во распределбата на овие значајни средства према малите и средни предпријатија и секако и успех на нашите стопанственици, тие што ќе ги користат кредитите за да ја развиваат дополнително македонската економија. Ви благодарам.